ми се јавиме на јас не Да, се враќаме во студиото, тука е Костадин Ацевски, доскорешен председател на Општинската организација на СДСМ, поранешен пратеник меѓу останатото и меѓу другите функции. Господине Ацевски, вие добродојавте прво во студио 10. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Да, станавте актуелен во јавноста не само како кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров во страна на СДСМ, туку што после изборите поднесовте и оставка на функцијата председател на Општинската организација, но подвикавте и на оставка на председателот на СДСМ, тоест на раководството на СДСМ. Еве да почнеме веднаш со тоа. Вие сте еден, ајде да речеме, од ретките функционери кои веднаш поднесоа одговорност за оно што се случи на локалните избори, а после вас имаше и други, имаше и подпредседателката Чупеска и така натаму. Па, јас сметам дека резултатите кои беа на претходните локални избори, всушност не ни оставаат многу простор за тактизирање и за купување на време. Резултатите, еве, што ги имавме и во Ѓорче, и во цела Македонија, неминовно бараат понесување на одговорност. Јас мојата оставка ја поднесов како чин на објективна одговорност за резултатите и како чин на морална одговорност. Меѓутоа, исто така сметам дека оставка колективна треба да поднесе и целото раководство на СДСМ, и останувам на тој став, и покрај инженерингот што се спроведува изминатиот период и театарот што го спроведува и ВМРО ДПМНЕ, па сега секој барање на оставка од раководството и од председателот на Венко Филипче ризикува да ве стават во тој кош дека еве вие сте сега нешто против партијата, меѓутоа јас сакам да кажам дека во моите преку 25 години активен член во СДСМ, говорам активен член, не сум отсуствувал од ниеден процес и ни еден циклус, ниту изборен циклус, ниту политичка активност или било каква активност што ја превземал СДСМ. Немало ниту една активност јас да ја поминам на страна или да бидам пасивизиран. И затоа сметам дека имам легитимитет и право да укажам на состојбите во партијата и да побарам колективна оставка и од раководството и од председателот Венко Филипче, без притоа да претендирам на никаква идна партиска или државна функција. Добро, еве вака и самиот, например, отприлика ја начнавте таа тема дека секоја ваква критика или дисидентство во партиите, не само во СДСМ, секогаш се користи за такви обвинувања дека, да речеме, преминувате на другата страна. Еве јас најдиректно ќе ве прашам, дали со оваа ваша оставка и тешка критика кон раководството соработувате ли со ВМРО ДПМНЕ? Ја животот дрес не сум сменил и секогаш ме водела само идејата за социјалдемократијата и идејата околу СДСМ. И јас верувам и сметам дека треба да се обединиме во партијата, да покажеме заедништво, да се сплотиме, меѓутоа околу идејата. Околу идејата и околу идеологијата, а не околу личности. Дали е тоа Венко Филипче или некоја друга личност. Оставката што ја барам од раководството и од председателот на партијата не е само поради резултатите, туку и поради начинот на дејствување на СДСМ во целиот овој изминат период. Зошто? Што е спорно за вас за начинот на дејствување? Па СДСМ... Бидејќи, знаете зашто ве прашувам вака? Бидејќи вие што сте внатре во партијата, членови на партијата, функционери и така натаму, подобро знаете како тоа функционира внатрешно, отколку ние како една генерална јавност која ги гледа процесите внатрешно. Не е толку проблем како функционира внатрешно, туку кои се резултатите надвор. Еве и вие знаете, тоа е поврзано сега. Вие знаете кој е впечатокот во јавноста. И вашиот впечаток како новинари, и што е уште потрагично впечатокот на граѓаните. Дека СДСМ го изгуби предзнакот на опозицијската борба. СДСМ почна да обезличува, стана непрепознатлива и СДСМ не покажа опозицијска борба или не покажа борба воопшто во овој изминат период. И за жал се создаде впечаток во јавноста дека сме само привезок на владеачката партија. И ако продолжи овој тренд, без разлика какви се состојбите, ако продолжи овој тренд и ако продолжи ваквото дејствување на СДСМ, ние сериозно влегуваме во српско сценарио, каде што имаме еден врховен водач,
кој е врховен водач и врховен управител или на секоја власт. И на централната власт, и на извршната власт, на централната власт, и во локалната власт, он е алфа и омега за се, па почнува не почнува, туку веќе известно време произлегува дека го диктира и развојот на настаните и во опозицијата. Да, кога зборуваме за трендовите во СДСМ, тие се јасни. Ми се чини дека уште од изборите 2020 има еден надолен тренд на намалување на бројот на гласови. Генерално и ова сега што се случи е историско дно на партијата, иако и за некои минати изборни циклуси велеа дека се дно, дека е најмалку што може, но се чини дека се уште дното не го гледаме, дали ќе го видиме, ќе видиме тоа во иднина. Ова што зборувате за опозицијското делување, многумина го зборуваат и го илустрираат вака. Велат како ова што го прави Левица или кандидатот на Левица што го правеше за град Скопје Амар Мециновиќ, отприлика вака треба да настапува СДСМ. Додека СДСМ гледаме едно настапување доста подипломатски во ракавици. Но тука има две аспекти на тоа прашање. Едното е доколку настапувате така како Левица. Тогаш вие сте само критизирате, плукате, напаѓате агресивно, не нудите решенија. Велат, опозицијата треба да критикува, но и да нуди решение, да биде конструктивна опозиција, да речеме. Како би одговориле вие на тоа? Видите, СДСМ мора да покаже став и во изминатиот период, она што фалеше во СДСМ е став и борба за клучните прашања во општеството. За жал, многу такви клучни прашања ние ги преспавме. А за одредени прашања презентиравме идеи или решенија кои не поминаа во дебата или не поминаа низ дебата и не беа усвоени од органите на СДСМ. И често пати СДСМ со одредени ставови во јавноста направи дефокус од актуелните теми во тој момент. СДСМ, да, мора да нуди решенија, меѓутоа и да укаже на забеганоста на власта. Велиме дека ова е најлошата власт од времето на плуралистичкото владење, од аспект на перформанси, покажани резултати и од аспект на практицирање на власт, збориме за централната власт. Има речиси апсолутна власт на локално ниво, сега имаат и де факто апсолутна власт и на локално и на централно ниво. Гледаме дека има огромно незадоволство од власта. Тоа го гледаме по процентот на излезност, односно ниската излезност на изборите. Меѓутоа, ниската излезност е црвен картон и аларм за опозицијата. Незадоволството од власта, опозицијата не успева да го артикулира. Односно, граѓаните не препознаваат опозиција која ќе понуди решение за проблемите, односно не препознаваат вистинска опозиција која ќе го артикулира нивното незадоволство. Она што СДСМ го направи во изминатиот период, всушност, за жал, беше само дефокус од актуелните теми во општеството и успеа да ја спласне опозицијската борба. За сметка на тоа, ДПМНЕ го искористи просторот и успеа дали во договор, не навлегувам тука, да крeva една друга опозицијска партија, бидејќи таква опозиција им одговара. Да, добро, еве постои таа, ајде да речеме теорија на заговор или некакви неофицијални информации кои цело време излегуваат дека постои некаков договор помеѓу Венко Филипче и Христијан Мицкоски, кој датира уште од претходно во однос на договор помеѓу Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Верувате ли вие во тие информации? Знаете како? Политиката, велате, состојба на перцепција. Ако постои таква перцепција и истата од ден на ден се зголемува, ирелевантно е веќе дали постои или не постои таков договор. И ние треба да направиме се, не само да ја разбиеме таа перцепција, туку и да покажеме силна опозицијска борба и со тоа да се потврди дека таков договор не постои. Односно, дека не постои нешто како контролирана, управувана или посакувана опозиција. Меѓутоа, постапките
што ги превзема СДСМ во изминатиот период, не укажуваат на тоа. Во парламент ги имаме во тој момент, нели, најсилните или најдобрите 18 представници. Влегоа по 1-2 од секоја изборна единица и тоа беа репрезентите на СДСМ во тој момент. Некои веќе се одметна, како Моника Зајкова. Добро, од коалиционите партнери, еве тие што остана од СДСМ. За жал, во парламентот, каде што пратеник и актуелниот лидер, ние дозволуваме да сме засенети од политичка партија со 5 пратеника. Не дека немаме што да покажеме, не дека не можеме, дека овие луѓе што се во парламентот и текако не можат да покажат борба и предлози, и законски предлози, и идеи, и решенија, и критика на она што не е добро. Меѓутоа, за жал, впечатокот во јавноста, и впечатокот кај граѓаните, и впечатокот кај членството е тоа дека не се случува. Да, тоа исто така кога ја спомнувате пратеничката група, постојат информации дека и тука имаме сега една поделба, дека на една страна е пратеничката група на СДСМ, на друга страна раководството на СДСМ. Имате ли такви информации? Бидејќи видите, гледаме дека во целиот овој период пратеничката група воопшто не се појавува во јавноста. Тие не учествуваат ни на дебати, ни на емисии, ниту излегуваат со некакви изјави. Само гледам изјави од раководството на СДСМ. Видете, немам такви информации, меѓутоа отсуството на дебати и отсуството на излегувањето во јавност со јасни и конкретни ставови или ако се зацкриваме позади тоа дека работите треба да ги решаваме исклучиво по партијата, а во партијата не ги решаваме работите, оставаме простор за разноразни спекулации, за кулисни игри и мегафоните на власта да го користат просторот да шират разни дезинформации за она што се случува во СДСМ. Секој пратеник е избран од граѓаните и може да настапува, така да може да настапува и да ги брани своите ставови и да ги презентира своите ставови. Така да јас не се согласувам дека и да има таква поделба со раководството и самиот председател е пратеник, ама не се согласувам дека на одредена личност кој е представник во законодавниот дом или на пратеничката група некој може да им наложи и они да прифатат ако да имаат послаба борба во парламентот, или како што рече Славјанка, дека некојаш имало дилеми во однос на тоа дали да настапат пожестоко или поблаго, и тука некогаш имало дилеми и разногласија, меѓутоа во глобала се единствени. За мене е неприфатливо некој да прифати да не настапува пожестоко, ако веќе има простор за тоа. И така како има простор. Сте били и вие пратеник, од прилика знаете како тоа функционира во собранието. На што се должи да речеме таа пасивност, да ја наречеме пасивност на пратеничката група на СДСМ, се должи ли на што мислите, дали се должи во однос на нивниот однос кон раководството на партијата, дали се должи можеби поради некои клиентелистички позиции, не знам. Јас сакам да зборувам многу отворено. Јас сметам дека не треба да бараме изговори, ниту топката да се ја префрламе едни на други. И секој треба да се ја превземе и да се ја понесе сопствената одговорност. Ако веќе некој е на одредена позиција, треба каде што е избран од граѓаните и каде што е представник на одредена политичка опција, треба да направи максимално се таа доверба да ја оправда. Така да јас не оправдувам никаков изговор за ненастапување пожестоко во рамките на собранието. И што и да се каже, нема оправдување, нема изговор за немање пожесток настап и тоа јас лично го толкувам само одбирање да седиме во една комфортна зона. Значи, јас не ја барам само грешката во актуелното раководство, туку во сите представници во СДСМ на одредени позиции во овој период кои требаше да покажат многу пожестока борба. И она што се повикува за внатрепартиска дебата, работите да ги решаваме. Знам дека е непопуларно со одредени партиски состојби да настапуваш јавно.
сакам уште еднаш да напоменам. Не претендирам за никаква една партиска или државна функција. Апсолутно за никаква. Не дека си давам на значење, туку сакам веднаш да го истакнам тоа, за да не се служи после за дефокус дека бараме да се тргне некој за да седнам јас или да седне некој друг. Не. Туку сакам само да се иницира дебата и акција за темелни и суштински промени во СДС. Бидејќи, ако продолжи ваквиот тренд на обезличување на партијата, имаме сериозна опасност од нејзино понатамошно маргинализирање и де факто остварување на српското сценарио, каде што актуелниот премиер ќе ни биде и премиер, и градоначалник во сите општини и ќе го диктира развојот на состојбите во опозицијата. Добро, ајде да се вратиме на самиот почеток на после поднесувањето на вашата оставка. Ви се јави ли председател на партијата Филипче, разговараше ли со вас? Ми се јави, ме повика да разговараме, меѓутоа се уште не сум отишол. Зошто? Па искрен да бидам, се уште не сум отишол за да ги избегнам тие шпекулации и ширење на дезинформации во јавност дека некој прави нешто за да се пазари за одредена позиција. Не сакам, моето барање е навистина без никакви предуслови. Јас моето барање нема да го променам, мојот став не го менувам. Дали тој ќе вроди со плод, гледаме дека има раздвижување изминатиот период нешто внатре во партијата, меѓутоа далеко е тоа од она како што би требало да се однесува СДСМ по следен ваков изборен пораз. Меѓутоа не го барам, моите барања не се со никакви предуслови или никакви очекувања, ниту пак ќе прифатам некакви идни партиски или јавни функции во иднина. Кога го гледаме ставот на Филипче, тој јасно кажа дека и по првиот и по вториот круг беше прашан дали ќе понесе оставка, рече дека нема. Неговиот став е дека СДСМ се консолидира после последните парламентарни избори, дека всушност она што го гледавме како резултат од локалните избори е подобар резултат на партијата, барем според неговите анализи, како што тој вели. После тоа гледаме дека и, како што кажа, подпредседателката Чупеска се повлече, изгледа дека не е баш така. Сега гледаме дека назначи нов подпредседател, тој е Александар Трајановски, кој беше кандидат за градоначалник на Аеродром. Филипче најави и промена во самата структура на СДСМ, реформи во партијата. Значи, не поднесува оставка, тоа е дефинитивно, го знаеме, најавува некакви реформи. Мислите ли дека на тој начин може да ја врати СДСМ на некаква патека? Видите, состојбата во која се наоѓа СДСМ сега и целата оваа перцепција што постои претходно што ја зборавме е пресериозна, истата да се надмине со една-две козметички измени. Ако била Ана Чупеска проблемот, тогаш ние сме на многу добар пат. Или ако е работата дојдена до едно или две персонални решенија. Знаете, меѓу редови, па и директно одредени мои партиски другари, па и членови на раководството, по моето јавно излегување и барање за оставка, го осудија тој чин на некој начин и укажаа дека нема потреба од јавни излагања, туку работите треба да се решаваат низ една внатре партиска дебата во органите на партијата. И сега, знаете, од една страна те критикуваат и те осудуваат луѓе кои вчера станале членови на СДСМ, а се дел од раководството. Од друга страна, во рете, јас ја разбирам нивната интенција и јас сум за внатре партиска дебата и дебата во органите на партијата. Меѓутоа, за жал, во СДСМ изминатиот период, и не е тоа само периодот од кога е Венко Филипче, меѓутоа нема простор за внатре партиска дебата. Нема простор за градење ставови. Нема простор за креирање политики. И сега, ако ви кажам дека само во година и пол се одржани 6 седници на Централниот одбор. За каква внатре партиска дебата зборуваме, од кои една-две се можеби и протоколарни. Последната е на Зум одржана за избор на шеф на Централен изборен штаб, со една точка на дневен ред, во јуни. А сега сме ноември. Ако ви кажам дека за еден од клучните документи со кои искочи председателот Венко Филипче, тоа е резолуцијата за црвени линии, која непотребно се искористи како тема за
локалните избори нема спроведено никаква внатрепартиска дебата, не е дебатирано на ниеден од органите од СДСМ и не е прифатена од ниту еден орган. И сега ние имаме еден документ кој беше една од главните поенти кои ги користеше актуелната власт во наративот за локалните избори. Темата од локално се сведе пак на централно, на меѓународно ниво, кој воопшто не е усвоен од ниту еден од органите на СДСМ. И повторно се сведовме СДСМ уште еднаш да го плати цехот што го плати на парламентарните избори во 2024. А велиме, сме слушнале пораката на граѓаните. Ако сме слушнале пораката на граѓаните, за тие клучни прашања треба барем да ги издебатираме и во рамките на органите на партијата, а за еден ваков документ, дури и највисокото тело, Конгресот на партијата, треба да заземе став и да го усвои тој документ. Вака, таа резолуција е само резолуција на Венко Филипче, пратеник, или Венко Филипче, председател на СДСМ. Ама не може да биде резолуција на СДСМ. Нема СДСМ ексклузивно право да ја носи целата одговорност за најтешките одлуки за државата и за најтешките процеси низ кои треба да помине државата. Време е таа одговорност да се сподели. Со гласањето во 2024 и со бројките во собранието и со двотретинското мнозинство што го има актуелната власт, тој легитимитет е кај нив да го трасираат патот како ние понатаму кон него. Они треба да обезбедат подобра репреговарана рамка, подобри услови, да ги тераат, нели рекоа ќе донесеме ЕУ дома, па реформската агенда, а не да добиваме извештаи најлоши или втори по она колку се лоши до сега, втор послаб од оној од 2015 кога сме биле заробена држава. Не смееме ние на предлог на председателот да излеземе кога имаме една актуелна и болна тема во државата, како случајот во Кочане, ние наредниот ден да бараме или по 2 дена формирање на работни групи за работа на некој реформски пакет на закони. Пак тоа никаде не издебатирано, никаде не прифатено, никаде не искреирано како став и политика на СДСМ, веднаш потоа тоа да биде прифатено од премиерот, во саат и пол да се договорат, да биде тоа тема месец-два и ништо од тоа. Имаше после Кочари, кога СДСМ настапи, да речеме, малку поагресивно или пожестоко, и веднаш се една порака од премиерот кој што отприлика рече вака: добро, доколку се доколку се решава случајот Кочани, треба да се отвори случајот модуларна болница и после тоа некако како да спласна. Мислите ли дека се исплаши тука Венко Филипче може? Не сакам да шпекулирам. Меѓутоа, секој еден кој има проблем да понесе лична одговорност по било кое прашање, тогаш не треба да биде на одредена позиција. Бидејќи ниту партија, ниту држава, ниту некоја институција се води ако ние постојано се плашиме од нешто. Имаше некои ваши сопартици, меѓу кои Славјанка Петровска, ако не се лажам, а не се лажам, тоа беше кога беа изборите за председател на СДСМ, која отворено кажа дека СДСМ е заробена партија на кланот Заеви, која ја контролира преку Венко Филипче. Вие верувате ли? Не знам дали Славјанка го има кажано тоа, можеби Јово Деспотовски да. Ми се чини дека Славјанка, да, можеби греш, но некој го кажа, да. Видите, ВМРО ДПМН во своето постоење има на 2 пати се одрече од своите поранешни председатели кои своевремено беа икони во партијата и главни идеолози. Алфа и Омега, да. Алфа и Омега и создавачите на идеологијата на ВМРО ДПМН. Лјупчо Георгиевски, Никола Груевски. Георгиевски се случи процесот или тој така наречен настан панорама. И како со гума преку ноќ го избришаа, создадоа еден наратив дека тоа е сега нова ВМРО ДПМН, после Лјупчо Георгиевски, како никогаш да не бил, и потоа се случи кавгата на Христијан Мицковски со Никола Груевски, кој беше, нели, иконата на ВМРО ДПМН, и сега ова, иако сите ликови, па и самиот Христијан Мицковски,
Антонио Милошевски, Николовски, се уште од времето на Љупчо Георгиевски. Сега презентираат еден наратив дека ова е како нова партија. Како сега прв пат во историјата да доаѓаат на власт. И затоа ми е смешно кога представници од најбогатата, и ако гледаме по судски случаи во минатото најкриминалната партија во Европа, а не гледам некој став да зазема актуелниот премиер во однос на неговиот претходник Никола Груевски. Дали е крив или не е крив, дали треба да го амнестираат или не треба да го амнестираат. И сега представници од таа партија кажуваат дека СДСМ е водело криминално дуо. Замислите. Сега, а како е води СДСМ криминално дуо? Бидејќи тоа го кажува ВМРО ДПМН, кој сега има апсолутната власт. Година и пол дена централна власт и ги има општините од 21-ва, сега повторно ги потврдија, го зголемија бројот на општини, апсолутна власт, и велат СДСМ е води криминално дуо, имплицираат на председателот и на Заев. Меѓутоа, ниедна поведена постапка. Значи, или го користат намерно тој наратив, свесно да создаваат заблуди во јавноста, или знаат нешто, тргуваат со тоа, или се соучесници. Друго објаснување нема. Ти цело време секој ден да укажуваш и да кажуваш дека имаат сознание за одредени криминални постапувања и тоа да останува на гола реторика, за мене е неприфатливо. А од друга страна, секој председател или секој носител на функција, ако не успее да изгради впечаток и да изгради авторитет дека сам ги носи одлуките, тогаш секогаш постои опасноста да се мисли дали некој претходен или некој иден му ги влече конците. Меѓутоа, во СДСМ мора да има органи и тела кои ќе креираат политики. И затоа сметам дека овие органи треба да поднесат колективна оставка, бидејќи го изгубија легитимитетот за внатрепартиска дебата и креирање политики. Добро, ако излезе председателот и каже, еве имаме резолуција, предлог на СДСМ, а никој член на органите, ниту на Централниот одбор, ниту на Извршниот одбор не излезе и да каже, или на претедничката група, дека таа резолуција не е никаде дебатирана, дека не е прифатена, дека они прв пат тогаш ја гледаат или не ни знаат што содржи, тогаш тие органи го губат легитимитетот, бидејќи џабе се тие органи, ако не носат одлуки, ако не креираат политики, туку ако одлуките им се кажани само од председателот и они треба да ги спроведат. Да. Мене уште не ми е јасно која работна група, пример, ја направила таа резолуција. Може би ќе прифатат органите на СДСМ таа резолуција. Може би нема ништо спорно во неа. Меѓутоа, без дебатирање, без да се види што е суштината на тоа, ние таа резолуција послужи само повторно да влеземе на полето на посекуваното поле на ВМРО ДПМН за бугарски сценарија, предавници, патриоти и така натаму. Дополнително, за вториот круг на изборите, излезе председателот Венко Филипче и кажа, нели, ставот на партијата секој да гласа по сопствено убедување. Каде е изграден тој политички став? На кој орган? Кој политички орган на партијата го усвои тој став и го презентира на јавност? И со тоа се изгуби опозицијскиот наратив. И сега ние имаме исклучување на советник во Карпош, зошто гласал за председателот на совет, нели, од ВМРО ДПМН. Апсолутно, таквата постапка на советникот во Карпош за мене е неприфатлива. И апсолутно треба да е исклучен. Меѓутоа, со кој легитимитет го правиме тоа, ако немало политички став? Ако во вториот круг секој треба да гласа по сопствено убедување. Ако сега немало политички став, како да се гласа за председателот на совет? Па гласал по сопствено убедување, можеби. И сега го исклучувате. Истовремено во Велес, сите советници на СДСМ гласале за председателот на совет во Велес од ВМРО ДПМН. Ќе бидат исклучени. Или овдека се кршеле копјата, е една ситуација, ама таму ВМРО има апсолутно мнозинство и друга ситуација. Не.
Ние мора да имаме изграден политички став. Дали ќе биде генерално за сите општини, дали ќе биде општина за општина, меѓутоа без јасен политички став изграден на органите на СДСМ преку низ дебата во органите на СДСМ и презентиран до носителите на функции во СДСМ, ние како ќе бараме одговорност и како ќе делуваме како сериозна партија. Добро, не ми одговоривте на прашањето. Верувате ли вие дека СДСМ е заробено од Зоран Заев и Венко Филипче, бидејќи тезата е дека тие едноставно ја користат партијата за сопствена заштита, како еден штит од било какви процеси, од било какви тревожења во иднина, бидејќи оние слики кои ги објавува пропагандата на ВМРО-ДПМН, каде што Венко Филипче е на јахта со Зоран Заев или од Дубај или така, тие навистина се тоа. Ние сега не навлегуваме што, но очигледно е дека постои блискост помеѓу нив. Јас сакам да сум многу директен. И сметам дека само тоа е начинот со јасни и конкретни ставови да дојдеме до подобро СДСМ. А подобро СДСМ не ради партиски интереси, туку да се спречи забеганоста на оваа власт. Бидејќи никој не преговори дека парите од унгарскиот кредит се потрошени и дека општините моментално дополнително се задолжуваат. Дека камата на камата плаќаме. Да бидам конкретен, да ви одговорам. Сметам дека во СДСМ, действувањето во СДСМ во изминатиот период е диригирано директно од председателот Венко Филипче. И има една поговорка од Едмонд Бърк, еден цитат, вика: се што треба злото да надвладее со светот е добрите луѓе да стојат на страна и да не прават ништо. Колку е тоа вина на Венко Филипче, толку е вина на органите или на носителите на функции во органите на СДСМ, што тоа го дозволиле. Ако извршниот одбор, подпредседателите, генералниот секретар, централниот одбор дозволил таков начин на действување, диктирање на политики само од еден центар или од една личност и ставови, тогаш сите носат колективна одговорност. Сите ние носиме колективна одговорност. Дали Венко Филипче ставовите ги гради со Зоран Заев, дали со некој друг, тука не можам да шпекулирам, меѓутоа блискоста, нели, остава доволен простор за шпекулации во јавноста. Меѓутоа, органите во СДСМ се тие што треба да ги креираат политиките, да ги градат ставовите и да ги носат одлуките. Не е проблемот дали е Венко Филипче или некој друг. Затоа реков, јас сметам дека треба да се обединиме околу идејата. Не е поентата да го смениме Венко Филипче со некој друг и да ни се случува истото. Затоа во СДСМ треба да има и статутарни измени. И таа дебата да се воведе. Бидејќи во моментот, ако председателот на СДСМ не даде оставка, немаш механизам да го смениш. Таков е статутот. Биране на непосредни внатре-партиски избори и дур му трае мандатот, не. Мора да се предвиди механизам за гласање на доверба. Но ние гледаме дека тие највисоки органи на партијата остануваат неми, молчат, нема. Гледаме дека барем во јавноста нема. Затоа сметам дека потребна е колективна оставка на органите на партијата, заедно со председателот на Венко Филипче и немам, ниту сум у дослуг со никого, ниту сметам дека некој од умињата сега што се лиферуваат во јавноста, дека треба да дојде после Венко Филипче. Немам предлог, одма директно да кажам, лидер кој би требало после Венко Филипче. И сметам дека после Венко Филипче, ако се одважи да даде оставка, не треба да има нов лидер на СДСМ, туку еден транзиционен период во кој раководењето со СДСМ ќе го превземе колективно председателство. Дали ќе биде од 7 члена, 9 члена, 11 члена, колективно председателство кој ќе успее да ја реорганизира партијата, да ја зацврсти, да ја подготви и за наредни парламентарни избори, меѓутоа и за наредни внатрепартиски избори. Јас сметам дека едно колективно председателство од истакнати социјалдемократи, кој ќе ги предводи социјалдемократската идеја и идејата за општествени вредности, не зборам за партиски, туку за општествени вредности, и кои се спремни да ги остават на страна личните интереси,
треба да го превземе раководењето на СДСМ во наредниот период и да ја спреми партијата во еден период, дали ќе биде тоа од година дена, дали ќе биде 2 години, 6 месеци мислам дека ќе биде краток период, да ја спреми партијата за да ја врати во колосек, да ја преструктурира, да се подготват, да се спроведат статутарни измени и да бидеме подготвени и за наредните парламентарни избори и за наредните да се организираат наредни внатрепартиски демократски избори. Со тоа што знаете, не е толку важно дали СДСМ ќе биде власт или опозиција. Туку важно е да има препознатлива идеја, препознатливи политики, препознатливи ставови. Да се бори, да биде важен фактор во борбата за правата на работниците. Да не се чувствуваат работниците да се оставени сами на себе и синдикатите. Важен фактор во борбата за животниот стандард. Важен фактор во борбата за носење на тие реформски закони. Важен фактор во борбата да се спречи тоа дивење на цените и инфлацијата. Важен фактор во борбата да се спречи немилосрдното задолжување што го прави оваа власт, а се повикува дека некои други задолжувале. Ние во една година имаме милиарда евра кои никој не ги виде. 500 милиони евра, нели 250 милиони евра за општините, 250 милиони евра за фирмите, никој не ги виде. Парите што беа наменети за општините се потрошени. Проектите кои ги спроведуваат и тендерите кои ги распишуваат во моментов се кршат неколку закони. Бидејќи средствата не им се префрлени на општините на наменски сметки. Префрлени се само 20% од средствата. За останатите им кажуваат дека ќе бидат во наредните 2 години, односно ќе биде 26 и 27. И тие 20% за оваа година мислам дека не се префрлени. Општините кршат закони во постапките за јавни набавки, го кршат законот за јавни набавки, го кршат законот за финансирање на единици за локална самоуправа, подпишуваат договори за одложено плаќање. Тие договори ќе подлежат на камати. Самите фирми, бидејќи работата треба да ја завршат сега, а парите да ги добиваат по 2, по 3 години, нудат по 30% минимум по високи цени. И ние сега тие пари од унгарскиот кредит еднаш земени за кои плаќаме камати, уште еднаш ги плаќаме камати и трошоци и пенали, кој знае колку ќе не коштаат. А каде се потрошени тие пари и зошто ги немаат сега веднаш да им ги префрлат на општините за тие проекти што ги кажуваат? Никој не говори во јавноста. Исто така никој не говори дека сериозен изборен инженеринг се спроведе со парите од унгарскиот кредит. Само во Ѓорче Петров се распишаа проекти сега пред избори за 8 милиони евра. Ако парите се потрошени, нели, тендерите се распишуваат, па ќе се чека, ќе се плаќа камата на камата. И тоа е сериозно купување на гласови и сериозно влијание на терен. Да, се враќаме повторно на составите во СДСМ. Имаше едно време напиша поранешниот подпредседател Шилегов и поранешен градоначелник на Скопје, нешто од прилика беше, парафразирам, не чека Жешка пролет, зборуваше за СДСМ, за внатре. Веројатно навестувајќи некаква иницијатива за промени, тоа е тоа фамозно скопско крило во СДСМ, од кое одамна не постои скопско крило. Има ли такво нешто? Одамна не постои скопско крило. Па добро, сега во СДСМ, сега видите со Венко Филипче и Александар Трајановски нов подпредседател, скопското крило формално владее со СДСМ. Па не би рекол. Во СДСМ... Иако е прашање дали Венко Филипче е СДСМ, бидејќи неодамна стана член, така? Па не, Венко Филипче кажува, јас лично му го поставив тоа прашање во внатрипартиските избори. Нели, се одржаа 2 циклуси на внатрипартиски избори. Едниот беше во јуни, а другиот повторно во март. Бидејќи во едниот циклус мандатот траеше до мандатот на претходниот председател, а со вториот циклус на внатрипартиски избори се доби нов мандат од 4 години. И јас го поставив тоа прашање на презентирањето на актуелниот председател во Ѓорче Петров и он кажа дека е член уште 90 и некој бил член на градската 97, мислам ако не се лажам, и дека бил во тој момент член на градската организација на СДСМ Скопје.
Меѓутоа во СДСМ не постојат крила, не постои ни Скопско крило, па не постои ни Струмичко, ни Кумановско крило веќе, туку постојат за жал фракции кои се врзуваат околу одредени личности. И затоа сметам дека сите треба да ги остават личните интереси на страна, дека никој не треба да се врзува со никоја личност или со ниеден носител, поранешен или сегашен носител на функција во СДСМ, бидејќи СДСМ е поголем од секој член и секој носител на функција што бил или што е сега. Идејата на СДСМ, идејата за СДСМ, идејата за социјалдемократијата и солидарноста треба да е тоа што ќе не обедини и што ќе не склопи. Немам уште многу време, еве ќе ве молам за два блиц одговори пред самиот крај. Добро, постои ли сега некаква иницијатива, некаква критична маса која би покренала некакви промени во СДСМ, за која вие знаете? Постои ли нешто такво? Видете, за жал критична маса постои, ама таа постои кај обичното членство. Голем дел од обичното членство е незадоволно од начинот на кој СДСМ е практикува опозицијата. Нели, после парламентарните избори, за време на парламентарните избори, пред парламентарните избори се формираше ЗНАМ, па и после парламентарните избори дел од членовите на СДСМ, нели, не голем дел отидоа во ЗНАМ. Во СДСМ, нели, тие што решија да бидат клиентелисти и да ги задржат придобивките од власта, отидоа во ЗНАМ. Во СДСМ останаа најдоследните и најлојалните членови. Членови кои не менуваат дресови, кои не менуваат членски книжки и членови кои очекуваат жестока опозицијска борба. И со ваквиот начин на действување на СДСМ во изминатиот период, по однос на клучните прашања, овие членови се осеќаат предадени и сметаат дека неминовно треба да има промени. Меѓутоа, за жал, не постои иницијатива, односно, никој не сака да искочи од комфортната зона, барем сега за сега така произлегува, отворено да се конфронтира и да превземе иницијатива за промени на СДСМ. Да, има уште една теза, дека ја спомнавте, знам, и оние фамозни средби на поранешниот председател на СДСМ и поранешен председател Бранко Црвенковски со некои личности од ЗНАМ и она што веќе отворено се зборува дека тој им дава поддршка во кампањата. И онаа порака на председателот на СДСМ Филипче до Бранко Црвенковски, или се СДСМ или не си, дека и тоа била погрешна порака во тој период, пред се во поглед на трешната структура на партијата. Видите, јас сметам дека никој вистински член на СДСМ не треба да се го постави тоа прашање или си или не си, бидејќи освен или си, за нас друга опција немало. Оние што калкулирале, што си имале своји лични калкулации, може да стои тоа или си или не си. За оние што останале во секое време достојни и лојални, освен или си, немало друга опција. Не знам што се случува, нели, позади завесите, бидејќи за жал многу малку луѓе излегуваат со јасни и прецизни ставови во јавност. Знам на овие избори покажа дека веќе е во сериозен пат. Ја пропуштивме можноста со јасен опозицијски став во Куманово дефинитивно да го поразиме Максим Димитриевски. Ја пропуштивме можноста во Карпуш да го поразиме Сотир Лукровски и целата машинерија на ВМРО ДПМН сконцентрирана во Карпуш. Колку и да сум против низа постапки Стефчо Јакимовски што ги превземал во минатото. Сметам дека тука пропуштивме шанса. Пропуштивме шанса да го поведеме опозицијскиот фронт. И ова што се случува во деновиве, секој ден ВМРО ДПМН да излага со барање на оставка на Венко Филипче, прави просто да ни е незгодно нас во СДСМ да излеземе и да побараме реформи во партијата или оставка на раководство или оставка на председател, бидејќи веднаш ќе испадне, нели, штом политичкиот непријател го бара тоа, мора да се овие што се внатре во раководството многу добри и они да се плашат од нив. Да, интересно излегува како да го зацрстуваат со пораките. Па веројатно и тоа е интенцијата, бидејќи 27 октомври Мицковски вика
Не може Филипче да кажува година и пол дека е малку или година дена за партијата малку, за владата многу, ама тоа си е нивна внатрешна работа. Заведнаш после тоа, од кога излегоа во јавност, не знам дали друг има излезено со барање за оставки, почна нивниот серијал секој ден да се бара оставка и со тоа всушност провидно е дека тоа е еден политички театар и дека целта е да се зацврсти позицијата на Филипче во партијата, односно да имаат една посакувана и слаба опозиција за наредниот период. Да. Ацевски, добро, ви благодарам на овој интервју. Ви благодарам и вас за поканата. Со ова го завршуваме вториот дел Костадин Ацевски. Продолжуваме со емисијата, за кратко ќе се вклучиме од Софија со Виктор Канзуров. Останете со нас.